Почитувани сограѓани, Социјалдемократскиот сојуз во Струмица, заедно со градоначалникот Зоран Заев, криејќи се зад монтирани видеоматеријали, емитувани преку социјалниот интернет портал Радио Струмица.нет, продолжуваат да ги манипулираат граѓаните со цел да го сокријат неуспешниот обид да направат уште една деловна сделка во кругот на фамилијата. После јавните настапи на пратеникот Славе Гошев на локалните телевизии, очигледно е дека се уплашени од разобличување на крајната цел на политиката на актуелниот градоначалник, Струмица да стане приватна сопственост на Заев и бизнис екипата околу него. Во објавените видеоматеријали обвинуваат дека наводно не го познаваме законот и се повикуваат на членовите 57-26 од Законот за градење и во случај кога се работи за споменици на гробни места. Во конкретниот случај важат одредбите на споменатиот закон во членот 73, во кој се вели дека одобрение за градење не е потребно за гробница и споменици, а истите се градат согласно Законот за гробишта и погребални услуги. Законот за градење во членот 40 предвидува дека вршителот на занаетчиски работи за внатрешното уредување на градбата е доволно да биде регистриран во Централниот регистар за вршење на соодветната дејност и не треба да има лиценца или овластување согласно со овој закон. Обземени од заработката од градењето згради, нашите опоненти почнаа да не разликуваат верска заедница од гроб и споменик. Впрочем, за вистинитоста на нашите тврдења сведочи постапката за набавка во речиси сите поголеми градови во земјава. Почитувани, Струмица е општина со доволно развиен претприемнички дух и речиси сите стопанственици се согласуваат со нашиот сомнеж дека непотребните високи услови се наметнати со цел тендерот да фаворизира фирма која е дел од бизнис фамилијата на градоначалникот. Ваквиот потек ја ограничува можноста стопанствениците подеднакво да учествуваат во поделбата на јавните пари и испраќа јасна порака која ги демотивира стопанствениците да се вклучат во економскиот живот доколку претходно не поведат сметка за бизнис интересите на фамилијата. Уште еднаш предупредуваме дека последиците од ваквата политика ќе бидат катастрофални и се закануваат на развојот на локалното стопанство и локалната демократија. Ви благодарам.